Од вештачка интелигенција и роботика до интернет на нештата и 5G. Најновите технологии може да понудат непроценлива поддршка за земјоделците и агробизнисите. Трактори што сами ја обработуваат земјоделската површина, дронови што ги прскаат насадите, машини што самостојно берат и селектираат плодови, па дури и ги складираат соодветно. Благодарение на технолошкиот развој тоа стана новата реалност во земјоделството. Ама само за некого. За нас, на пример, изгледа бајковито. Но иако бавно, сепак, работите се поместуваат. А од каде ако не од почеток? Имено, од академската 2024 и 2025 година, за прв пат во 77 години постоење на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, се акредитира нова студиска програма. И тоа интердисциплинарни студии по дигитално земјоделство, како единствена од ваков вид во земјава. Прашањето е колку и каде ќе може да го примениме. Северноамериканската воздушна и вселенска одбранбена команда објави видео од ескадрила ловци пресретнувачи F-16, кои доживеа инцидент на небото во близина на Алјаска минатата недела. Имено, пар борбени авиони полетале за оперативно да пресретнат пар руски стратешки бомбардери и нивната борбена придружба. Но, како што можете да видите на видеото, во еден момент рускиот борбен авион на многу кратко растојание од американскиот борбен авион изведува маневар за летање под глава и со тоа му го пресекува патот. Облогот на Марк Цукерберг за Метаверс првично изгледаше како колосална грешка, бришејќи повеќе од $100 милиарди од неговата нето вредност. Но, сега тоа наголемо се исплати. Поттикната од рекордно високата цена на акцијата на Meta Platforms, нето вредноста на Цукерберг за помалку од 2 години се искачи за речиси 6 пати на $201 милиарда, со што тој прв пат ја надмина границата од $200 милиарди, според индексот на милиардери на Bloomberg. Тој се пресели на 4-то место на листата на 500 најбогати луѓе во светот за Елон Маск, Джеф Безос и Бернард Арно, додека другите технолошки титани направија големи скокови во нето вредноста. Оваа година главниот извршен директор на Nvidia, Јенсен Хуанг, на пример, го удвои своето богатство на $106,2 милиарди и ниту еден не порасна толку колку на Цукерберг. Тој додаде $73,4 милиарди на своето богатство од 1 јануари благодарение на неговиот удел од 13% во Мета. Акцијата исто така оваа година се затвори на историски максимум во средата и се зголеми за 60%. Додека продажбата на повеќето луксузни стоки драстично забави, побарувачката за парфеми и тоалетна вода останува силна. Парфемите се најбрзо растечката категорија на луксузна козметика оваа година, со раст на приходите од 12% во првата половина од годината во споредба со истиот период во 2023 година, според извештајот за индустријата за убавина на Циркаана. Продажбата расте на двата краја на ценовниот спектар во луксузниот сегмент. Парфемите и тоалетната вода продолжуваат да даваат најголем придонес во растот и покрај зголемувањето на цените. Производите со пониски цени, како што се мини верзии и миризливи спрејови за тело, исто така придонесуваат за успехот на категоријата. Всушност, по пандемијата, продажбата на мини пакети и пакети за патување порасна двојно побрзо од вкупната категорија парфеми. Статуа на голиот Доналд Трамп е поставена покрај автопатот недалеку од Лас Вегас. Поставена е во саботата на оградена парцела како дел од проектот Искривени и непристојни. Висок е околу 15 метри и тежи повеќе од 2,7 тони. Статуата наликува на намуртениот Трамп, со рацете прикачени со јажиња, што им овозможува да се движат како марионеета. Изработена од метална арматура обложена со пена и стиропор.